Почитувани колеги пратеници, почитуван заменик министер, почитувана македонска јавност, денес продолжуваме со работата со оваа комисија, со Комисијата за европски прашања, на кое што на дневен ред е уште еден закон за воведување на нова давачка кон стопанството во Република Македонија, а тоа е законот за данок на солидарност, како што го имаат насловено од владата. Уште еден антикризен закон, како што владата го кажува, а во реалноста, од кога што е ова владино мнозинство, од кога што е оваа власт, Македонија не е излезена од криза. И влегуваме од една криза во друга криза и ние сме во постојана криза со оваа влада. И оваа влада во овие 6 години, ова е 7 година, стана најголемиот кризен профитер во Република Македонија, влада која што најмногу профитира од сите тие кризи кои што дел и самата ги наметнува, а дел не знае да се справи со кризите кои што се наметнуваа можеби на светско ниво, но Македонија најлошо се справи со сите кризи кои што се наметнаа на светско ниво, затоа што не се водеше од интересот на граѓаните, на стопанството, како да ги заштити во тие кризи, туку се водеше од лични и бизнис интереси на одредени луѓе во владата и во власт. Со овој предлог закон за данок на солидарност, во суштина треба неспособноста на владата да ја плаќаат тие кои што најмногу работеле во изминатите години и ќе треба да ги финансираат на тие кои што најмалку работеле во изминативе години, а тоа е, ако ги гледаме бројките, ќе видиме дека најмногу што не работел во државата, тоа е владата. И тие што најмногу работеле, тие што биле највредни, кои што биле носители на економијата во Република Македонија, сега треба дополнително да плаќаат за неспособноста на владата и за ресипничкото трошење на државните пари. Овој закон е спротивно на барањата на Стопанската комора и на Клубот 100, кои што упорно апелираат, бараат и до владата, и до парламентот, со писмо се обратени до сите пратеници, и до нас, и до вас, во кои што ви ги образлагаат нивното гледање на овој закон и тоа апелираат до вас да не се изгласа тој закон, но очигледно вие го занемарувате овој факт, не ги гледате вистинските работи кои што треба да ги видите, кои што ви ги предочуваат, затоа што ви недостасуваат пари во државната каса и сега како е најлесно? Најлесно е да ги оданочиме тие кои што се највредни во оваа држава, ќе им наметнете нов данок и така планирате да испумпате нови 90 милиони евра. Затоа се злоупотребува и оваа Комисија за европски прашања, по не знам кој пат, со расправа по закони кои што ќе им се смисли некоја европска усогласување со некоја европска регулатива или директива и така се злоупотребува оваа комисија за да се намали дискусијата, да се сведе на неколку дена дискусија и што побрзо да се донесат тие закони кои што сте намислиле да ги донесете. Така да за овој закон ја користите регулативата од Советот на ЕУ 2022/1854, која што нели е за данок на солидарност, но тука треба да се спомне она што вие не сакате да го спомнете, дека оваа регулатива 2022/1854
е препорака за воведување на данок на солидарност која се однесува само на предпријатијата од областа на суровата нафта, природниот газ, јагленот и рафинериите кои што во услови на енергетска криза остварија повеќе од 2 пати поголеми профити, односно отколку што би оствариле во нормални услови. Тоа е во Европската Унија, но во суштина кај нас, ако ги видите компаниите кои што ќе бидат опатени со овој закон, ќе видите дека има секакви компании, само вакви нема. И тоа ја доведува во прашање вашата усогласеност со ова регулатива и вашата злоупотреба на Комисијата за европски прашања. Не треба да им наметнувате нови даноци на компаниите, како влада, туку треба да си ги намалите трошоците. Затоа што ние, како држава, еве ова 2023 година имаме буџет од 5,3 милијарди евра. Па се поставува прашањето, каде се тие 5,3 милијарди евра, каде испарија, па сега да мора интервентно владата да носи закон за данок на солидарност, за да може да испумпа од стопанството дополнителни 90 милиони евра. Каде испареа тие 5,3 милијарди евра? Тоа е доказот за расипништвото на оваа влада и немањето контрола на трошењето на јавните средства. И ненаситноста во трошењето на овие средства, па сега дополнително ќе воведувате нови даноци. Ова не е нов данок, ова е еднократна такса. Тоа и од Стопанската комора јавно го кажа, дека ова е еднократна такса. Ова е рекет што го прави владата на овие компании. Еднократно ќе ги рекетира за да испумпа 90 милиони колку што сте проектирали. Нема ништо европско во сето ова, нема ништо од европските вредности, гледаме од оваа влада само нови даноци и нови сметки кои што треба да ги плаќаат граѓаните. Им недостасуваат пари најверојатно на оваа влада за да можат да купат ново Ауди за вице-премиерот, за да не се доведува вице-премиерот во состојба да позајмува автомобили од негови пријатели кои што биле успешни бизнисмени во минатите 30 години, а бизнисменот што му го позајмил Аудито има 35 години, а бил успешен бизнисмен 30 години. За да не се доведуваме во ваква состојба, еве можност владата со овие 90 милиони евра да му набави едно ново Ауди на вице-премиерот Артан Груби, затоа што најверојатно функционериве од ДУИ, освен Ауди од 80.000 нагоре, друго и не возат, бидејќи јас од Струга доаѓам, знам со Аудиве, имавме ние една претходна набавка на едно такво Ауди, така да ве молам, еве да му набавите на вице-премиеров едно ново Ауди, да не се доведува да се позајмува од пријатели, па понатака сега да му должи дополнително ново Ауди на неговиот пријател, бидејќи му го оштетие. Ќе испумпате 90 милиони евра од стопанството, а само пред неколку месеци од државниот буџет исплативте 170 милиони евра за проект кој што не е воопшто започнат, кој што нема шајка заковано, а тоа е толку најавуваниот проект со Бехтел и Енка за автопатите, каде што исплативте 170 милиони евра во воздух. За работи кои што воопшто не се започнати и никаде ги нема. И прашање е дали ќе започнат. Затоа немате пари. Поради тоа нема пари и сега ќе се задолжува стопанството. Затоа ви кажа, воведувате еднократна такса, односно рекет на компаниите. Затоа немаме во изминатиот период, во овие години немаме странски инвестиции и нема ни да имаме нови странски инвестиции, затоа што никој не сака да инвестира во држава во која што, како што ќе посака владата, така наметнува нови давачки
кои што не им се вкалкулирани на компаниите, она што го кажуваат и компаниите од Стопанската комора, дека овие трошоци не им се вкалкулирани во нивните пресметки. Затоа што и јасно кажуваат дека ова еднократно ќе донесе можеби 90 милиони евра во државната каса, но понатака ќе донесе помала потрошувачка, помал промет и помали данъци, кои што долгорочно ќе го оштета државниот буџет на сметка на ова еднократно собирање на арач. Како што кажав, овој закон ќе ги погоди оние компании кои што во минатите години и најмногу инвестирале, затоа што нивната заработувачка во минатите години ја реинвестирале. И сега со овај данок што им го воведувате, тие нема да се во можност да продолжат да инвестираат. Она што е најважно и што треба да се спомене на денешниот ден е тоа дека ова комисија се закажа паралелно со Уставната комисија во која што се расправаше за уставните измени, а вие закажавте и оваа комисија за европски прашања, од што се гледа дека главна цел и фокус на оваа влада се само пари. Ништо друго, ниту европска иднина, ниту европски вредности, само парите. Само парите и арачот како да им се собере на компаниите. Владата солидарно ќе ги троши парите на оние кои што најмногу работеле и заработиле, ќе ги троши на партиски војници, ќе ги троши на луксузирања и на се останато што треба да го скрати, а не да наметнува дополнителни даноци. Благодарам.